денешно време, многу луѓе околу нас сакаат да добијат простување на гревовите. Многу молитви, во кои луѓето удираат во гради и велат: Господи, јас сум грешник, исповедајки се и покајувајки се, секојдневно се вознесуваат на небото. Меѓутоа, се вели дека има молитви што Бог ги слуша и молитви што тој не ги слуша. Затоа, во Еремија поглав 41 се вели: ќе склучам нов завет и ќе го ставам мојот закон во нивните мисли. Јас ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. Бог вети дека ќе го склучи новиот завет како мост што ќе ги поврзува него и неговиот народ. Исто така, овој нов завет не е воспоставен од никој друг освен од Бог, кој има власт да простува гревови. Тоа значи, оној што го чува ова е навистина оној што верува во мене. Бог направи разлика меѓу оние кои веруваат и оние кои не веруваат. Денес, оние што одат во црква велат: сите ние веруваме во крвта на Исус Христос пролеана на крстот и ние веруваме во Исус, но меѓу зборовите на Исус се: никогаш не те познавав. Далеку од мене, вие што практикувате беззаконие. Тие велат: ние веруваме, но Исус вели: никогаш не те познавав. Што постоеше помеѓу? Стана очигледно дека беззаконието е испреплетено. Тогаш, на кого Исус му вели: знам? За луѓето што ја држат вистината за новиот завет Пасха, тој вели: знам. Зошто е тоа? Причината за тоа е што тие прават токму онака како што Бог заповедал. Зар не затоа што не сте мој народ, не го запази мојот завет, моите правила и моите закони и не ги почитуваше? Затоа воопшто не те познава. Тие рекоа: ние веруваме, но Исус оцени дека тие не веруваат во него. Пред 2000 години, во ерата на Синот, Исус им покажал на многумина дека има овластување да простува гревови. Можеше едноставно да рече: стани парализиран. Исцелете се, но тој рече: ти се простени гревовите, за да покаже дека може да ја искористи власта да простува гревови дури и додека беше во тело на оваа земја. Во ова последно време на Светиот Дух, во чие име можеме да се потпреме за да добиеме простување на гревовите? Кој на вистина може да ни ги прости многобројните гревови на небото? Не верувам во Отецот и Мајката, но затоа што јадев пасхален леб и го испив виното, можам да влезам во рајот. Не може да постои таков завет што го исклучува оној со кого е склучен заветот. Фарисеите и учителите на законот биле опишани како легалисти бидејќи мислеле дека е доволно само да се почитуваат декретите и законите, исклучувајќи го Исус, Спасителот. Причината зошто законот постои е затоа што постои Бог. Зар не е вистина дека законот на новиот завет стапува на сила кога правилно се плашиме од Бог кој дојде на оваа земја во тело? Така, Пасхата на новиот завет ни е доделена во ерата на Светиот Дух за да ни овозможи да добиеме простување на гревовите. Повеќе од 1600 години, сатаната го газеше и беше уништен, но Христос Ахнсхангхонг го обнови еден по еден. Тој ги врати сите закони и прописи кои беа скршени и прекршени. Исто така, тој склучи завет со нас. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, ќе му се даде простување на гревовите, но и што ќе ни даде тој? Тој замина откако воспостави завет на вистината со нас, ветувајќи дека ќе даде дури и вечен живот. Меѓутоа, заветот на вистината не го склучува само Отецот. Неопходно е да се има вера и во Духот и во невестата за да се исполни прошката на гревовите и спасението во ерата на Светиот Дух. Во ерата на Отецот, Јехова Бог, во ерата на Синот, Исус Христос и во ерата на Светиот Дух, ќе се појават Духот и невестата и на крајот ќе му дадат вода на животот на целото човештво.
Бидејќи водата на животот е опишана како извор на вода што извира до вечен живот, таа едноставно значи вечен живот. Вечниот живот е остварлив преку нашата вера во Бог Отецот и Бог Мајката. Ако некој рече, ја гледам Пасхата, саботата и сите празници се точни според проповедите на пастирите. Но не можам да верувам во Отецот и Мајката, на крајот таа личност на крајот не верува во ништо. Заветот станува ефективен само кога Отецот и Мајката постојат. Во Дела поглавје 16, кога затворскиот чувар, откако имаше таков силен земјотрес што се затресеа темелите на затворот и сите затворски врати се отворија, се плашеше дека затворениците избегале и ќе се самоубие бидејќи мислел дека не ја исполнил својата должност. Павле и Сила рекоа: не задавај си врз себе никакво зло, сите сме тука, никој не побегнал. Потоа тој помисли: гледајќи ги сите овие настани се случуваат, тие не се обични. Каков Бог му служат? Тој праша: Господари, што треба да направам, па да се спасам? Дали Павле го комплицирал објаснувањето на Новиот Завет Пасха и неговите прописи? Што рече тој? Поверувај во Господ Исус Христос и ќе се спасиш ти и целиот твој дом. Мора да верувате во Бога. Ние веруваме дека чувањето на денот на саботата и Пасхата може да доведе до спасение затоа што кој ни ги кажа овие зборови. Бог. Каква корист имаат Пасхата и саботата ако Бог не постои? Бесмислено е. Бог мора да постои. Нашиот предмет на вера треба да биде Бог, а не да се даде приоритет на законот. Пред Бог да ни заповеда да го држиме законот, законот немал никакво дејство, вредност или живот. Меѓутоа, кога Бог им заповеда на своите деца да ги држат законите и прописите на Новиот Завет, велејки: ако го сторите тоа, ќе ви ги простам гревовите, токму од тој момент овие статути добија значење. Зарем тоа не е така? Ве молиме, размислете внимателно. Има еден млад човек и една жена. Пред да се венчаат, тие не беа ништо еден за друг. Тие се странци еден на друг, нели? Откако странци, кога ќе склучат завет и ќе имаат свадбена церемонија, нивната врска тогаш станува значајна. Ако им се роди дете, тоа станува нераскинлив семеен однос, нели? Законите, регулативите и прописите имаат сличен однос на ова. Сите институции на Новиот Завет што ги чуваме оживуваат од моментот кога Бог им заповеда. Исто како што се вели во Матеј поглавје 7, тие мислат дека веруваат, велејки: Господи, Господи, пророкувавме во Твое име. Тие ги раскажуваат нивните импресивни религиозни резимеа, но во очите на Исус, тоа не беше верата на која Бог и ветил спасение. Денес, мнозинството цркви се држат до сопствената верзија на верата. Ние упатуваме бескрајна благодарност и слава на Небесниот Отец Ахнсхангхонг и новата Ерусалимска небесна мајка, кои дојдоа на оваа земја во ерата на Светиот Дух, повикувајќи во верата на заветот ветен од Бога и да ни даде простување на гревовите.